Добро вечер, ова е Дневникот, информативна емисија во која ќе ги сублимираме настаните на денот. А во нив, во генералната најава, ви најавуваме дека зборуваме за протестот пред Основниот суд во Кавадарци. Интензивна градежна активност на општината преку јавното претпријатие Комуналец. Денеска одбележен патронин празник на Основното општинско училиште Страшо Книжур и двете подрачни училишта во Возаци и во Дреново. Во емисијава зборуваме и за некои други активности кои ги забележуваме во Средното општинско училиште Киро Спанџо Брко. За овие и други прилази по джинглот. Централна вест денеска и изминатите 2 дена е новата цена на лебот или високите цени на лебот кои предизвика видно внимание и вознамирност кај граѓаните. Пекарите и понатаму не попуштаат и не сакаат да продаваат леб понизок од 33 динари, колку определи владата на Македонија. Меѓутоа, владата донесе одлука со која ги обврзува трговците на леб да произведуваат бел и полубел леб и истиот да го продаваат најмалку за цена од 33 динари. Еве што се вели во уредбата на владата. Ова одлука ја објави министерот за економија Крешник Бетеши, кој напиша: секој производ ќе го има по фер цени. Во одлуката на владата стои: со оваа одлука се определува обврската на трговците кои представуваат правни или физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно закон, како и трговци кои представуваат правни физички лица за вршење на производство кои своите производи ги продаваат на пазарот во сопствени продавници или на други трговци на големо и мало со прехранбени производи да прибавуваат или продаваат бел леб или полубел. Во вториот член на одлуката се определува дека треба да се произведува најмалку 80% од лебот кој треба да се продава по замрзната цена. Трговците кои представуваат правни или физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно закон имаат обврска во структурата на дневната набавка на сите видови леб да прибавуваат и продаваат најмалку 80% од лебот од членот 1 од оваа одлука се додава во одлуката на владата. Во дообјаснувањето на вториот член се вели: трговците кои представуваат правни и физички лица регистрирани за вршење и производство кои своите производи ги продаваат на пазарот во сопствени продавници или на други трговци на големо и мало со прехранбени производи имаат обврска да го произведуваат и ставаат во промет лебот од членот 1 од оваа одлука во количина од најмалку од 80% од производството на овој леб во декември 2022 година, се посочува меѓу другото во одлуката. На крај стои и обврската за плаќање на фактурите во определен рок. Трговците од членот 2, став 1 од оваа одлука за испорачаниот леб од членот 2 во одлуката на производителот на лебот треба да му платат најдосна во рок од 20 дена од приемот на фактурата за испорачан леб. Сега подсетуваме на една уредба, на една одлука на советниците на општина Кавадарци. Тие на последната 23-та седница донесоа одлука за парична награда за пожарникарите од противпожарната територијална единица кои беа во санирањето, ако можем така да кажем, на урнатините или пронаоѓањето на евентуални жртви или живи во рушевините по земјотресот во пријателска Турција. Ова иницијатива е од моја страна како претседател на Советот на општина Кавадарци во корелација со градоначалникот на општина Кавадарци господинот Митко Јанчев, а тоа е иницијатива за одобрување на финансиски средства по катастрофалниот земјотрес кој се случи на ден 6.2.23 година и го зафти подрачјето на Република Турција и Сириска Арапска република, во која како спасувачка акција во разрушените подрачја на Република Турција беа вклучени 9 пожарникари на територијалната противпожарна единица Кавадарци, кои активно несебично учествуваа во помагање и спасување на човечките животи. Како претседател на Советот на општина Кавадарци сметам дека поради достојно и хумано представување на нашата општина и нашите вредности во однос на хуманост и солидарност, постапувајќи со висок професионализам и безусловно помагајќи на нашите пријателски народи кои кога е најмногу потребно, треба да му се заблагодариме за нивната хуманост и пожртвуваност со парична награда за воредно залагање и постигнати исклучителни резултати во нивното работење. Затоа предлагам дополнителна точка на денешниот дневен ред на 23-та седница на Советот на општина Кавадарци, со која ќе бидат одобрени финансиски средства на 9 пожарникари при нашата територијална противпожарна единица.
А денеска бележиме интензивна градежна активност во општина Кавадарци. Јавното предпријатие Комуналец беше ангажирано со повеќе своји вработени и оперативата. Да чуеме од Ласко Кузманов за кои активности се работи. Денеска, 3 март 2023 година, низ улиците на општина Кавадарци се изведуваат градежни работи од страна на јавното предпријатие Комуналец. Овдека до мене е господинот Ласко од општина Кавадарци. Господине Ласко, ќе може во детали да ни раскажете каде се денеска се работи и каква механизација се употребува? Денеска се работи на повеќе локации на низ општина Кавадарци, на територијата на општина Кавадарци од страна на ГП Комуналец. Во моментот сме на улица Димката Ангел Габарот, каде што се работи на колекторот со должина од 550 до 600 метри должни, со попречен пресек од фи 800 и се работи со машина еден багер од јами, донација, еден скип од јами, исто донација и исто така се работи на улица Ѓуро Ѓаковиќ, Домовица, каде што се решава исто така голем долгогодишен проблем, фекална канализација со попречен пресек од фи 400 и тоа е нова линија. Се работи на булевар Видео Смилевски, Бато, се спушта шахта и се решава голем долгогодишен проблем со нивелација и со вентилите. Се работи на булевар Македонија. Значи, моментално во оператива од страна на Комуналец се 5 скипови, еден багер, се работи исто така на брушени на езерото со нови приклучоци и уште покрај сите тековни обврски на Комуналец, како што се јавна чистота, јавно зеленило, се работи интензивно и Комуналец денес наликува на една градежна фирма од поголем обем, кој што мислам дека граѓаните на општина Кавадарци би требале да бидат задоволни со сета оваа оператива. До кога е планирано да се завршат градежните активности кои се во моментов започнати? Па, бидејќи станува за различни проекти со различен обем, моментално сме на колекторот. Колекторот се планира да се заврши комплетно за 10 до 15 дена. Значи, градежните работи по кое следува комплетно асфалтирање на Димката Ангел од Габарот со пристапни патеки, со нови приклучоци, останатите делови кои што ги спомнав, кај што се работи, планирани да се завршат или во тековниот ден, или во најблиску до утре и неколку дена, заради тоа што тие се малце помали, тековни се тие проблеми. Ѓуро Ѓаковиќ, Домовица би требало да се заврши во текот на март месец и отприлика тоа е. Тековно е приклучоците на нова линија на брушани си оди тековно, таму станува збор за повеќе од 600 приклучоци и се работи со интензитет, со брзина од 5 до 10 приклучоци дневно. А сега малку пошироко за најавениот, односно протестот кој се одржа пред основниот суд во Кавадарци. Причина за штрајкувањето или протестот на 70 работнички од поранешната текстилна фабрика Сони беа неисплатени 3 плати и придонеси за тие 3 плати. Се работи значи за 70, некаде околу 70 работнички на кои им се должат 3 плати, придонеси од плати и останати побарување нели од работен однос како што се додатоци и слично. Меѓутоа еве после 2 години, 3-та година, конечно судот излезе со пресуда дека како наводно дека не им се едноставно не се утврдени побарувањето на работничките. Работничките сега треба фактички да платат штета за тоа што не земале плати, придонеси од плати, како цени судот. И од тука ние се чудиме сега за довербата во судството и во правосудниот систем. Овие суди и други истражни органи кои што требало да реагираат пред сето ово да дојде во судска постапка, се платени токму од вакви работнички од реалниот сектор кои што се оштетени, а кои што очигледно правниот систем не ги заштитува. Од тука според документите кои што ги разгледавме со правниот тим во Штип и со правен тим нели во Кавадарци, сметаме дека да Сони не е затворен се уште, меѓутоа отворена е нова фирма, да ги повикам од тука Управата за јавни приходи, Министерство за внатрешни работи, економски криминал,
финансова полиција и основно јавно обвинителство, да видат на кој начин биле црпени тие финанси од Сони, ставени во другата фирма, се со цел да бидат оштетени работничките. За која фирма се работи? Сони е фирмата која што нели им должи плати на работниците, меѓутоа истите управители се и во друга текстилна компанија во село Бистрица, отворена компанија, значи таа се функционира, село Мајдан, Бистрица. Сестринска фирма на Сони Текс фактички. Вие сте представници на синдикатот и ги штитите работниците? Така, ние не сме синдикат, ние сме граѓанска организација, тоест Сдружение за заштита на работнички права. Минатиот месец за прв пат докажавме, при ваков еден сличен случај, докажавме за прв пат лажен стечај во текстилната индустрија. Зорка Мантева, вработена во Сони, а истовремено и во семејната фирма бе вработена како сметководител и добро знам состојбата, дали имаме побарување за плати или не, дали се исплатени или не. Се протестираме заради пресудата што е донесена на наша штета, а во корис на газдите. И за она што е задолжувањето за трошоци 20.000 евра. Значи они живеат изгледа со милиони евра, па за нив не е ништо, нели така? 20.000 евра. Од недомачинското работење на Сони е од презадолжувањето во банките и повише инвестиција во фабриката за флаширање и производство на минерална вода, Бистрица, кој што веќе сега собствеништвото е сменето, али од тие период беше, семејната сопруга, управители, основачи, фамилиарно. Така да обврските на таа фирма, додека уште не беше почната, ги плаќаа жените со нивната работа, што му сократија од платите. Да, обврските спрема кредити, задолжувањето, нели, камати, и така да стално заплати немаше. Работничките беа сите и без здравствено осигурување. Е тоа и на крајот веќе се дојде до тоа да банката ги продаде, уствари беше на банката фирмата со хипотеките, нели? Па 2020 е поднесено веќе за неисплатени плати, чекајќи дека не ќе се исплате и очекувајќи што беше и обечано на работниците да продолжат со работа и што работеме, дека веќе видоа дека не можат да продолжат и они со недомачинското работење, со продажбата или на дел или од фирмата друга, семејната, ќе се исплате сето на работниците да се продолжат да работат, али тоа не се случи. Ја представувам мојата почината сопруга која има поднесена тужба до Основен суд и има пресуда во нејзина корис 24.10.2019 година. Пресуда во наша корис. Фирмата се жале до апелација и на апелација паѓат. Пресудата е од апелација 19.11.2020 година. Можеш да видите. Што вика во пресудата? Дека нивната жалба е неоснована, тужбата е во наша корис, треба да се исплатат средства. Значи од 2019 чекам јас За истото дело? За исто дело. Две неисплатени плати. А Општинското средно училиште Киро Спанџо Брко продолжува со напорите, знаењето и образованието да ги поврзе со праксата. Денеска склучи договор за соработка со Велком Трейд од Кавадарци. Во насока на реализација на дуалното образование, нашето училиште има склучено соработка со многобројни фирми и компании, во кои нашите ученици реализираат учење преку работа и најразновидни обуки. Велком Трейд е една општествено одговорна компанија од нашиот град, компанија со која што имаме долгогодишна соработка и успешна соработка, компанија во која на нашите ученици им се овозможува спроведување на квалитетна практична настава. Со Велком Трейд ние веќе имаме склучено меморандум за соработка, а сега склучивме и договор за деловно-техничка соработка, со што ние ја прошируваме соработката со Велком и во духот на успешната соработка на нашите ученици им се овозможуваат одредени бенефити и поволности за реализација на вршењето на обуките во Велком. Оваа успешна соработка е пред се за нашите ученици кои што посетуваат практична настава во компанијата со соодветен стручен кадар и најсовремена софистицирана опрема. Ние како училиште и во иднина ќе настојуваме да ја прошируваме соработката
и со други компании, се со цел да им овозможиме на нашите ученици што поквалитетни услови и искористуваме одредени бенефити од фирмите и компаниите. Бенефитот од оваа соработка е обостран помеѓу нашите училишта и Велком, односно учениците се стекнуваат со практични знаења како подкрепа на теоретскиот дел кој го совладуваат во училиштето, а по завршувањето на средното стручно образование се веќе спремни да станат дел од тимот на компаниите, спремни да одговорат на нивните задачи. Додека пак компаниите ги вработуваат тие кадри кои што веќе се стекнале со тоа искуство. Сега од два прилога во кои го одбележуваме патрониот празник на три училишта. Централното Страшо Пинџово Кавадарци и двете нејзини подрачни училишта во Дреново и Возраци. Најпрво да чуеме и видиме од извештајот како беше во Кавадарци во одбележувањето на патрониот празник на едно од најстарите училишта во Кавадарци. Денеска Општинското основно училиште Страшо Пинџур од Кавадарци го одбележа патрониот празник. Празнувањето започна во Паркот на Револуцијата, каде на спомен бистата на народниот херој Свежо Цејке положи делегација на поддржувачите и почитувачите на традицијата, делегација на училиштето предводена од директорката Горица Пеливанова Вилхелм, председавачот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов и представници на кавадаречките советници, делегација на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кавадарци, советници од независните групи избирачи и делегација од локалната музеј галерија. Прославата и патрониот празник продолжи во училиштето, каде се обрати директорката на училиштето Горица Пеливанова Вилхелм. За мене чест и задоволство е што денес заедно ќе го чествуваме патронот на нашето училиште, кој со гордост го носи името на еден од најголемите револуционери Страшо Пинџур. Неговото револуционерно дело не подсетува на еден важен дел од македонската историја, која зборува за многу жртви и откажувања на големите борци, кои не смееме да ги заборавиме, туку да ги цениме и да продолжиме да ги почитуваме и чествуваме. Нашето училиште ги следи современите текови во образованието, бројни се генерациите кои поминале низ училишните клупи во нашето училиште и станале успешни луѓе. Знаењето може да се дава и прима безгранично. Токму тоа ни е и целта на нашето училиште, да им дадеме на нашите ученици знаење, умења и вештини, за да изградиме здрави, образовани граѓани, што значи граѓани кои ќе градат здраво општество. Следуваше кратка културно-уметничка програма во која учествуваа учениците од училиштето, пошто беа доделени награди на најдобрите ученици. За првенец на генерацијата беше избрана Ивана Атанасова, ученичка од 9 А одделение. Ми представува особена чест и задоволство да ја примаам оваа награда. Наградата им припаѓа на сите мои наставници, кои несебично ми го дадоа сето свое знаење и трпение. Посебна благодарност до мојата наставничка Милка Маневска, која ме воведе во светот на знаењето. Ме научивте дека секој сон е достижен. Своето знаење го надградив за благодарение на моите предметни наставници и одделенски раководител Милан Колев. Благодарност до моите родители, кои ме направија да се чувствувам посебна, исполната и своја. Имав среќа да учам во најдоброто основно училиште Страшо Пинџур, моето училиште. Ви ветувам дека ќе го оправдам епитетот првенец, ќе се стремам да бидам подобра и ќе дадам придонес во нашето општество. Беа доделени и награди на ученици со континуиран одличен успех и исклучителни резултати постигнати на разни надпревари. И тоа на Димитар Петров од 9 А одделение, Драгана Миревска од 9 Б и Кирил Донов од 9 Б одделение. Награди им беа врачени и на победниците од литературниот конкурс на тема "Сакам да знам", како и на победниците на ликовниот конкурс на тема "Како до почист воздух". Да напоменеме дека на присутните им собрати и председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов, кој воедно им врачи сопствена награда на првенецот на генерацијата, како и на првенците на генерацијата од подрачните училишта во селата Возрци и Дреново. Почитувани лица кои
ја работите една од најхуманите и најблагородните работи, тоа е образованието за нашите деца, кое представува столб на сегашноста и иднината, врз основа на што нашите деца ќе бидат препознатливи, врз основа на што ќе почнеме да ствараме се подобри и подобри генерации, а во интерес за подобро развој на нашата држава. Како традиција која почнав од кога станав претседател на Советот на општина Кавадарци во моето предизборно соочување, во моето предизборен настап беше да еден дел од мојот советнички паушал го посветам токму за лицата првенци на генерацијата, е една привилегија која ја имав исто и јас кога бев ученик во основното општинско училиште Гоце Делчев. И таа традиција ќе ја негувам сега и во наредните 2 години додека сум претседател на Советот на општина Кавадарци. Се надевам дека општествената одговорност на првенците на генерацијата и лицата кои постигнаа континуиран одличен успех во нивното 9-годишно образование низ нашите 7 основни општински училишта, еден дел од таа нивна одговорност општествена ќе ја вградат, дај Боже, да останат во нашиот град Кавадарци, за заедно сите со нив да го почитуваме благодетот. Иако моментално нашата држава и нашиот регион се соочува со белата чума и одлив на високо интелигентен и кадар кој за жал многу тешко го создаваме, а многу лесно го губиме, јас решив одреден дел, значи да го посветам на нив, да биде една капка мала во океанот и во нивното образовен мозаик, да се сечаваат и дај Боже утре, после одредено време, да ги гледаме нив, да бидат општествено одговорни и да бидат носители општествени на нашиот град. Токму за тоа, ова година, таа привилегија и чест и припада на вашата ученичка Атанасова Ивана, па би ја повикал да го дадам моето скромно значење. На Бошева и на Николов, помоли директорки, бидејќи не се тука, тоа да биде за нив, да се живи и здрави и се надевам да имаат успешна образовна траекторија. На сите останете и го честитам празникот и од името на Советот на општина Кавадарци и на господинот градоначалник Митко Јанчев, нека ни е за многу години да сме живи и здрави. На крај, награда им беа врачени на неколку вработени во училиштето и тоа за 10 години стаж на Ана Јосифова Спировска, Зорица Ризова и Драган Илов, за 20 години на Даница Ралева, за 30 години на Весна Хаджимустафова, за 40 години на Милка Маневска, а во заслужена пензија свечено беше испратена Митра Пашовска. Тоа беше тоа во Кавадарци, а што се случуваше во двете подрачни единици во Дреново и во Возарци, и одовде имаме извештај. Во рамките на празнувањето на патрониот празник на Општинското основно училиште Страшо Пинџур, денеска патронатите ги прославија подрачните училишта во селата Возарци и Дреново. Во село Возарци се одржа приредба на кои беа доделени награди за литературни и ликовни творби, а за првенец на генерацијата беше избрана ученичката Емилија Николова, а ученичката Габриела Стојкова доби награда за континуиран одличен успех. На приредбата учениците од 6 до 8 одделение ја изведоа драматизацијата Силјан Штркот, со која направија спој на секојдневието и минатото. Во подрачното училиште во село Дреново за првенец на генерацијата е одбрана ученичката Мери Бошева и во ова училиште учениците ја збогатија манифестацијата со скромна културно-уметничка програма. Сега одиме со актуелности кои се поврзани со нашето секојдневно живење во Кавадарци. Се намалуваат цените или цената на билетите за персонализираните картички во јавното предпријатие Јавен превоз во Кавадарци. Директорот на ова предпријатие Ѓоргиев, кој неодамна ја презеде функцијата директор на вчерашната седница на Советот, образложи што ќе значи тоа за нив и за градот. Јавното предпријатие Градски превоз Кавадарци ги известува граѓаните дека започнувајќи од 1 март ова година па до 6 месец 2023 година, персонализираните картички наместо 150 денари, граѓаните со ставен минимум кредит од 300 денари ќе ги добиваат бесплатно. Со истата картичка од 1 март па натаму ќе нема никакви промени, што значи дека цената за едно возење ќе останува 40 денари, а ќе се наплаќа 35 денари, од 80 денари ќе биде 70, од 70 ќе биде 60, а од 60 ќе биде 50 денари. Но, нагласуваат од јавното предпријатие Градски превоз, тоа е само за корисниците на персонализирани картички. Овие картички може да се купат во информативното туристичко биро на градскиот площад во Кавадарци. Со оваа одлука има промена на цените, односно промена намалување на цените од 15% при користење на персонализирани картички, односно електронска наплата во самиот билет.
со надополнување на кредит. И може да ги прочитаме и цените. За единачен билет на градски превоз се намалува цената при користење на таква картичка од 40 на 35 денари. И сите други дестинации имаме по 10 денари намалување на цените, односно 15%. Исто промотивно имаме до 36, бидејќи цената на картичката претходно не беше дефинирана со 150 денари со еднократно купување на картичката, која важност има 5 години, до 1.6.2023 ќе се дава бесплатно со минимален износ на дополнат кредит од 300 денари. Тоа е измената во ценовникот, значи имаме намалување на цените при користење со персонализирани картички. Министерот Битичи од Брисел за отварањето на поглавјата 9 и 28 од кластерот 2 за внатрешниот пазар. Ја завршувам посетата во Брисел на која ги отворивме поглавјата 9 финансиски услуги и 28 права на потрошувачи и јавно здравје од кластерот 2 внатрешен пазар, кој е еден од носечките кластери и поради својата големина, но и поради важност, бидејќи во него се содржани поглавјата за 4 основни слободи кои се основата на договорот за воспоставување на Европската Унија. Интегративниот процес е стабилен и изборот е јасен. Северна Македонија целосно интегрирана во Европската Унија, за што разговаравме и се согласивме и со Европскиот комесар за економија, финансии, даноци и царина Паоло Джентилони, со кого остварив средба за време на мојата работна посета. Тој ја потврди заложбата и ставот на Европската комисија дека Северна Македонија е од стратешко значење за Унијата. Силно сме посветени на усогласување на правото и регулативите на Европската Унија со цел полноправно членство, но поважно подготовка и изголемување на конкурентноста на домашната економија со цел што побрза и целосна транзиција кон единствениот пазар на Европската Унија. Од нас зависи. Ние мораме да работиме дома. Сите заедно кон исполнување на оваа цел до 2030 година. До постигнување на оваа цел патот е јасен. Засилено усогласување на препораките и директивите од Европската комисија, зајакнување на конкурентноста преку инвестиции кои носат додадена вредност, вложување во образование и инвестиции, во истражување и развој, како и човечкиот капитал. Да креираме пазар на труд кој ќе може да биде подготвен за четвртата индустриализација, конкурентен и лесно прилагодлив. Да продолжиме со унапредување на регионалната соработка преку редефинирање на синџирите на снабдување, како и диверсификација на изворите на енергија и секако зголемување на капацитетите од обновливи извори на енергија. Остварив уште неколку официјални средби со генералните директори во Директоратот за образование, млади, спорт и култура, како и Директоратот за истражување и развој. И на овие состаноци беше изразена искрена подршка на евроинтегративниот процес на Северна Македонија. На состанокот со директорот на ЦЕФТА, директоратот ги дискутиравме тековните и идните планови и економските политики кои ние како рамноправен член на ЦЕФТА сме се обврзале да ги имплементираме. Додека на состанокот со Eurochamberс беше искажана подготвеност за подршка од комората која ги обединува најголемите стопански комори во Европа со цел побрза интеграција на Северна Македонија во Европската Унија. Сообраќајните несреќи се правели и порано и сега. Статистички, брзото возење е најголема причина за сообраќајните незгоди во земјава, вели Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Морам да констатирам дека во континуитетот во раководство на МВР, заедно со полициските службеници, правиме напори се со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намалат сообраќајните незгоди, да се намалат последиците од смрт од делот на сообраќајните незгоди или потешки телесни повреди и причинување на поголеми материјални штети. За тоа беше потребно да се јакне и човечкиот капацитет, меѓутоа и да се јакнат техничката опременост на полициските служби. Секако дека и на подрачјето на секторот за внатрешни работи ваквите контроли се во континуитет и тоа на подрачјето на сите општини подеднакво и задоволство ми е што вечерва овде во Чаир имаме
посета на пункт и во Чаирија следиме состојбата во делот на сообраќајот заедно со колегите. Ќе кажам неколку статистички податоци. Оваа година, значи во текот на јануари, на подрачјето на СВР Скопје имаме со 20% намалени сообраќајни несреќи со потешки последици, за разлика од јануари минатата година. А во првите 2 месеци во 2023 година бележиме двојно намалување на сообраќајните несгоди со жртви. Сега имаме 3, споредбено со минатата година за истиот период кога сме имале 6 жртви. Морам да споменам дека статистички брзото возење е најголемата причина за сообраќајните несгоди со смртни последици. Во текот на 2023 година на подрачјето на СВР Скопје во месеците јануари и февруари за возење со побрза брзина од дозволената, поголема брзина од дозволената, санкционирани се 1815 возачи. Исто така во првите 2 месеци од 2023 година имаме санкционирани 394 возачи чии подејство на алкохол. Така да, овие активности ќе продолжат во континуитет. Упатувам искрена благодарност до сите полициски службеници кои што 24 часовно работат во делот на безбедноста на сообраќајот, на старешинскиот кадар кој што исто така деноноќно работи во овој дел, и упатувам апел до граѓаните да се придржуваме кон сообраќајните правила и прописи, заради тоа што на тој начин не само што се штитиме самите себе си, ги штитиме нашите деца, нашите пријатели во обкружувањето со граѓаните, и на тој начин допринесуваме сите заедно за безбедноста во сообраќајот. И треба да знаеме дека безбедноста не е ниту една институција, не е ниту еден човек, безбедноста сме сите ние. Имаме 2 прилога од спортот. Најпрво најавата за ГФК Тиквеш. Тие во недела му гостуваат на тимот Македонија Ѓорче Петров. Што би може да кажем во најавата? Дека кавадарчани ќе се обидат со позитивен резултат да го одржат чекорот со водечките екипи на табелата. Овој викенд се играат редовните кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Утре, сабота, од 14 часот, второлигашите ќе го одиграат 18-тото коло во кое се среќаваат Воска Саса, Гостивар Беса, Слога Виница Пехчево, Кожув Охрид, Вардар Плачковица, Перлистер Аресими, Беласица Караорман и Тетекс Борец. Прволигашите ќе го одиграат 21-то коло, а 2 средби се играат утре, сабота, и тоа Работнички Скопје и Шкупи Академија Пандев. Останатите средби од ова коло се играат во недела од 14 часот и во нив ќе се сретнат Брегалница Шкендија, Победа Силекс, а слободна екипата на Струга Тримлум. Екипата на ГФК Тиквеш повторно ќе има тешко гостување во обидот да останат во врвот на табелата, бидејќи ќе му гостуваат на незгодниот тим на Македонија Ѓорче Петров. А ова недела стартува и третата Лига Југ. Вадар од Неготино игра со Марена, Росуман го пречекува Канатларци, а Локомотива во градско игра со Превалец. Во недела се отвара пролетниот дел од сезоната во третата македонска фудбалска лига група Југ. На програмата се средбите од 12-тото коло, во кое лидерот Вардар во Неготино на Цвај Арена ќе го пречека тимот на Марена. Второпласираниот тим на Питу Гули го пречекува Обршани, а третопласираното Големо Коњари му гостува на Бучин. Росоман на домашен терен ќе игра со Канатларци, а Локомотива во градско го пречекува Превалец. Во последниот надпревар Слога во Лажани ќе игра со Младост Кривогаштани. Сите средби се играат во недела од 14 часот. Имаме неофицијална информација дека надпреварот во Росоман можно е да не се одигра поради тоа што Канатларци наводно се откажале од учеството во ова надпреварување.
Времето во наредните денови ќе биде променливо облачно со услови за локални врнежи од дожд. Температурата во ноќните часови ќе се спушти до -7, а максималната преку ден ќе изесува 15 степени Целзиусови. И овде се одиуваме, почитувани гледачи, благодарам што не следевте, траевме малку подолго, меѓутоа ќе ни простите заради тоа што имавме бројни информации кои денеска во петок обично така бива, да ги сместиме во оваа информативна емисија. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер со нашата програма.